Јаче, кој седнува од во пенсија? Да. Одма да стане. А и Валентина? Да. Еве може да почнеме сега. Почитувани гости, драги колеги, пред се сакам да ве поздравам и да ви заблагодарам што најдовте време денеска да дојдете во нашето студио и на некој начин заеднички да го прославиме, да го одбележиме овој свечен чин за Македонското радио. Со ова прво вклучување на микрофонот во студиото 5.2 на Македонското радио го означивме почетокот на ставањето во функција на реновираниот студиско-режиски простор со опрема од најновиот вид дигитална технологија. Едновремено започнува да функционира и компјутерската мрежа, што ќе се користи за техничка изведба на програмата, како и за формирање на јадрото на системот за компјутерско архивирање на богатиот музичко-говорен фонд од фонодокументацијата на Македонското радио. Во моментов започнуваме со работни станици во 3 студија, со надеж дека многу брзо ќе ја прошириме мрежата и ќе ги вклучиме во неа сите студија. Во оваа пригода би сакала да истакнам дека овој зафат беше реализиран со значајна финансиска поддршка во висина од 200.000 германски марки на Радио Дојче Веле, како резултат на долгогодишната професионална соработка на Македонското радио и Радио Дојче Веле. Во текот на наредната година очекуваме првата програма на Македонското радио да ја следиме преку новиот матичен среднобранов предавател во Овчеполе на 810 килохерци со моќност од 1200 киловати, со што значително ќе се подобри чујноста и квалитетот на програмата на Радио Скопје, односно првата програма на средни бранови, што е исто така резултат на нашата соработка со Дојче Веле. Еве вака накусо, колку да го означиме свеченото, да речем, отворање, да, на новинарски начин. Без сечење лента, без сечење лента, затоа што ова студио ќе биде практично професионално студио за работа на новинарите, па ценевме дека е најдобро на овој начин и да го одбележиме неговото отворање. Сега вака сите што сте тука присутни, веројатно знаете дека во моментов директорот на Македонското радио за жал се наоѓа во болница, но не сакавме да го тргнеме настрана, да речеме, од овој чин и покрај тоа што во моментов не е со нас, па го побаравме на мобилен телефон и еве преку телефон ќе ви се обрати, бидејќи тој сакаше да ве поздрави. Благодарам за поканата, навистина се наоѓам во болница, но со мислите сум со сите вработени во Македонското радио и ја користам оваа прилика на сите вработени, како во земја, така и надвор, со кои соработуваме, да го честитам празникот 28 декември, денот на Македонското радио, оваа година која што знаеме славиме 57 години. Она што го рече раководството на Македонското радио телевизија, дека во текот на во својот мандат ќе направи се за да се подобри техничката состојба која е алармантна во Македонското радио. Ете, имаме среќа да кажеме дека денес тоа е само еден почеток со воведувањето во употреба студиото 5.2 со дигитална техника. Се тоа не ќе беше направено доколку не одбе средства помош од нашите пријатели од Дојче Веле, со кои соработуваме, како што познато, повеќе од 32 години. Тие дадоа средства кои што се доволни за опремување на тоа студио и дел од некои други студија. И со тоа, навистина, ние ќе направиме еден значаен исчекор во дигитализацијата на Македонското радио. Кога сме веќе кај дигитализацијата и компјутеризацијата, бе рекол, веќе денове исто така треба да добиеме една интересна помош од НАТО стилите во компјутери, а како што е познато, од првиот ден на доаѓањето на оваа функција работиме за подобрување на чујноста на програмата на Македонското радио. Значи, деновиве тргна од Париз, ова може да го соопштиме на нашите почитувани слушатели, опремата за среднобрановиот предавател кој ще го монтираме исто така кај антената кај Свети Николе, кај на Овчеполе, потоа што кажем кај Меджитлија, со кој што ќе може да возложиме подобро слушање на програмата на средни бранови до Азија, Африка и скандинавските земји.
И тука Deutsche Welle мора да истакнем дека дадоа значаен принос финансиски од 1500 марки, 1.500.000 марки кои што беа 1/3 од целата вредност на целиот објект. Да не должам многу, значи уште еднаш честит празник, многу успех и да се надеваме дека во 2002 година сите ние заедно ќе постигнеме уште поголеми услови, поголеми успеси, а со тоа и ќе ги подобрим условите за работа. Директоре, јас ви благодарам за ова вклучување. Еве, во името на сите присутни и сите вработени во Македонското радио ви пожелуваме побрзо оздравување и враќање на вашето работно место. Ви благодарам. Да. Па еве јас накратко само да кажам дека може би не изгледа дека многу е направено, меѓутоа мислам дека е многу значајно за нас, односно дека е ова многу интересен програмски запад. Вие како што знаете, ова беше режија, таму беше студиото, ова нели просто овој простор постоеше. Меѓутоа од тука одеше програмата Радио Билјана. Со набавката на новата техника која што е многу поминиатурна, направивме една промена. Режијата е таму, студиото овдека. А што добивме? Добивме прво едно резервно, вистинско резервно студио на првата програма на Македонското радио, кај што нели имаме такво дебатно студио. Потоа добивме уште едно дебатно студио, второ, кој што ќе се користи за програмата на националностите. Еве сега конкретен пример, имавте на програмата на албански јазик едно 4-5 гости, луѓето се навистина навиени еден до друг, меѓутоа ова ќе биде понатаму просторот од каде што ќе ги изведуваме дебатните емисии. Во вечерните часови исто така, бидејќи знаете дека одиме преку интернет програмата Радио Македонија, така. Да. Така веќе Радио Билјана ја имам нов назив, Радио Македонија. Може да се одвива на многу современ начин токму од ова студио. Значи, сметаме дека практично со тоа добиваме доста на некој начин. Што станува со компјутеризацијата? До сега многу го испуштивме чекорот во тој поглед и многу приватни радиостаници има компјутери, ние немавме, беше смешно на некој начин. Меѓутоа, благодарение на оваа финансиска помош, сега имаме почеток, го формираме јадрото за компјутеризирање. Што тоа значи? Имаме еден сервер, моќен сервер, во кој што почнуваме да ги ставаме нашите фономатеријали. Имаме 3 работни станици, тоа ќе биде во ова студио, сега за сега нормално, на првата програма и една работна станица во една дигитална монтажерница, која од каде што и ќе се полни практично тој сервер. Се надеваме дека многу брзо затоа што веќе инвестицијата е многу помала, ќе ги врземе и сите други програми, значи сите други режиски простори во овој систем. Се надевам исто така, иако имаме проблеми со далечината од таа зграда и ова, дека со помош на оптички влакна ќе успееме да го направиме, веќе работиме на тоа, да ги поврземе и тие студија таму, бидејќи за жал сме раздвоени на некој начин, не сме комплексни, меѓутоа со ова современа технологија мислам дека ќе го надминеме тоа. Јас вака би сакал на вистина да се заблагодарам на фирмите кои што преку кој што ги набавивме ова опрема, тоа е Einsoft, тоа е фирма која што го обезбеди компјутерскиот дел, со познатиот софтвер на една француска фирма Dalet, која што е многу застапена во националните радиостаници, многу национални други радиостаници, потоа на фирмата Vision, преку која што го набавивме аудиоделот, на нашите драги изведувачи кои што градежно ова го адаптира на некој начин и на сесрната помош од финансискиот директор, односно целиот комерцијален сектор, кој што навистина во овие услови на безпарица во последниве месеци, знаете што се случуваше, сепак најдовме сили нешто да се обидеме да направиме, бидејќи без тоа зафатот ќе беше навистина нецелосен. Ете толку да не должиме, ви благодариме и малку така ете да се послужиме. Па така, сега тоа добро, само да внимавате да не ми капне тоа. Ти па дима.